Цели 127 милиони евра за една година извршителите наплатиле од фирми и граѓани. Најмногу пари извршителите над 78 милиони евра наплатиле од сметките на фирмите. 33,5 милиони евра испразниле од джеповите на граѓаните и околу 16 милиони евра на нивните сметки стигнале од случаи во кои била тужена државата Република Северна Македонија. Но она што посебно боли од извршителите се дополнителните трошоци за адвокати, нотари, деблокирање на сметки и слично. Овие трошоци, сумата од 127 според анализите, ја дигаат до дури 200 милиони евра. Но овие бројки за извршителите не се доволни и праведни, зашто огромен број на правни и физички лица остануваат без своето бидејќи тие не можат да наплатат во голем број на случаи, па одштети остануваат тие што не треба. Од тука, тие до владата поднеле иницијатива со закон да можат да наплаќаат и од социјалците. Не е уред. Шо социјалците, колку земат социјалците? Шо не е уред, не е уред. Ја не ги опразувам извршителите ич. Безпотребна работа, како измислија таа, не знам. Сега тие што немат, алуват. Стапо е под сиромавија. Не е уред, точно тоа. Се повеќе лопови, кој треба? Тие што имат да имат, тие што нема ќе умират, нема, таква дојде времето. Со идентичен став е и владата, па иницијативата е одбиена, а до уставните судии е испратена препорака иницијативата да не се прифати. Но објаснувањето од комората на извршителите е следното. Многу поединци се кријат за статусот социјални случаи, а во меѓувреме свесно направиле или голем криминал или голема штета, па практично, според законот, тие и не можат да наплатат. Од друга страна, многу граѓани со статус социјалци имаат огромен имот, па за законот се недостапни. Стои меѓу другото во ставот на извршителите. Инаку, институцијата извршител кај нас постои веќе 13 години и за ова време извршителите примиле 1.300.000 барања за наплата. Од нив наплатени се околу 450.000 или околу 1/3. Во истиот период од граѓани или фирми присилно се наплатени 1.240 милиони евра.